Навреди и дискредитирање на политичките ривали, тоа ја одбележа кампањата за претседателските избори која влегува во финишот, сметаат познавачите. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, во тоа предничи СДСМ и нивниот кандидат за претседател Стево Пендаровски. Според него, особено доминантни биле нападите врз основа на пол, возраст и изглед, нешто што не треба да се практикува во една демократска кампања. Јас сум непријатно изненаден од еден од условно речено фаворитите во оваа трка, од актуелниот претседател Стево Пендаровски, затоа што го сведе целото водење на кампања на ниско ниво, на дисквалификација, на понижување, на навреда и на неговата противничка Гордана Силјановска-Давкова и обиди на некакво оцрнување или лепење етикети или правење спинови кон претседателот на опозицијската ВМРО ДПМН. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека доминирала црната кампања, а дека граѓаните помалку слушале за проекти. Многу малце слушнавме од кандидатите за нивни цели, ветувања, во случај да не бидат нели со истата политичка партија од која ја црпат својата политичка моќ. Повеќе беше некако сплотено тоа или на линија на партиските ставови и нивните ветувања и нивните обврски, нели, што ги превземаат во случај да се изберат. Ристевски пак оценува дека за разлика од Пендаровски, Силјановска-Давкова во кампањата повеќе се задржала во делот што ќе се работи ако стане претседател. Фаворитот на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова максимално се труди да испромовира што всушност ќе работи и доследност кон правните регулативи, тоа што е обврска на претседателот на државата. Кандидатите од албанскиот кампус, јас пак ќе кажам, се уште не ми се јасни каква кампања терат, еве направија некакви малку симпатични спотови на македонски јазик, но очигледно дека кампањата дека име насочена строго кон албанското етничко гласачко тело. Муслиу е на ставот дека црната кампања уште повеќе ќе се засили како наближуваат парламентарните избори. За жал, очекувам да биде повеќе негативна отколку позитивна. Затоа што многу помалку се слушаме за визиите и идеите, нели, кои ни ги нудат и партиите и нивните кандидати, туку повеќе слушаме за лошо сработеното или за лошите намери на нивните против кандидати. Оваа стратегија е стратегија на засврстување на своето избирачко тело. Аналитичарите сметаат дека помалите партии во кампањата повеќе се влезени со цел да ја оценат својата сила за парламентарните избори, а не со амбиција за победа во трката за претседател.